Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитуван бивш заменик министер. Вие ја извршувате функцијата заменик министер во периодот септември 2020 септември 2021, релативно краток временски период, но еден период интересен за оваа анкетна комисија, бидејќи се совпаѓа со времето кога многу мина го посочуваат тој период како време во кое биле направени доста злоупотреби на оваа клиника која денес е тема на работата на анкетната комисија. Затоа ќе ви поставам конкретни прашања и се надевам ќе дадете конкретни одговори, доколку сте имале информации, навистина ќе ни помогнат во расветлувањето на целиот овој случај. Дали, господине Хасани, Министерството за здравство спроведува контроли врз работењето на јавните здравствени установи, клиники, болници и на кој начин и како се планираат и спроведуваат? Дали од истите контроли, доколку биле спроведувани, добивавте извештаи и имавте увид во тие извештаи? Клиниката за онкологија очигледно ја отвори Пандорината кутија или црната кутија во здравството, па затоа конкретно за оваа клиника, дали сте запознаени со начинот, ефикасноста и резултатите од работењето на клиниката за онкологија во периодот кој што го наведов, односно во периодот додека сте извршувале функцијата заменик министер? На кој начин сте ги добивале тие информации? Дали сте сигурни дека истите се релевантни и валидни? Дали го видовте извештајот од Државниот завод за ревизија за оваа клиника? И доколку сте го виделе, какви се вашите коментари по извештајот од Државниот завод за ревизија за работењето на онкологија во овој период, односно во 2021 година? Благодарам.